Го следите најновото информативно издание на 1 ТВ. Добар ден. Собранието на Република Македонија со 67 гласа за, 4 воздржани, 23 против го утврди првиот нацрт амандман на Уставот на Република Македонија, со кој се предвидува во Уставот зборовите Република Македонија да се заменат со зборовите Република Северна Македонија, а зборот Македонија се заменува со зборовите Северна Македонија, освен во членот 36, кој има историски аспекти се однесува на посебните социјални права на борците од антифашистичката војна и од сите национално-ослободителни војни на Македонија. По изгласувањето на овој амандман во собранието продолжи расправата за вториот нацрт амандман. Во собрание е колешката Јана Јосифовска. Со најновите информации оттаму ја вклучуваме во овие вести. Јана, како тече расправата? Добар ден, Александар. Овој пат во ова линковско вклучување од предзаконодавниот дом одлучивме да ја пренесеме сликата. Но да започнам со ред. Она што го спомена и ти во најавата. Важна точка денеска во собранието на Република Македонија, односно момент, беше освојувањето, односно изгласувањето на првиот фактички нацрт амандман со кој што се предвидува она втора фаза од уставните измени, односно промена на името од Република Македонија во Република Северна Македонија. Спомена и ти со 67 гласови за, може би и очекувано, бидејќи ово обично мнозинство веќе ја има поддршката од владеачкото мнозинство, фактички парламентарното, бидејќи е потребно 61 глас за, беше и очекувано дека ќе го имаат потребните гласови за овој нацрт амандман. Но еве после паузата во моментов внатре во законодавниот дом секако продолжи дебатата за вториот нацрт амандман околу одлуките на АСНОМ, кои што треба да бидат заменети во преамбулата на Уставот со проглас на првото заседание на АСНОМ и вметнување, односно впишување на Охридскиот рамковен договор. И ова, Александар, внатре, барем во Собраниската галерија, може би очекувано. Иако не се присутни голем број на пратеници, сепак со спротивставени тврдења. Опозицијските пратеници уште еднаш обвинија дека на ваков начин со сите овие уставни измени се руинира македонската држава и македонскиот идентитет. Конкретно и за овој втор нацрт амандман реагираат дека ќе биле избришани, како што велат, со ваквите интервенции сите одлуки на АСНОМ и ќе се создадела нова држава, односно немала да има ништо поврзано, како што истакна, со нашата сегашна Република Македонија. На ова возвратија конкретно и пратеникот од СДСМ Томислав Тунтев, кој што пак рече дека ваквите тврдења се неаргументирани на опозицијските пратеници и дека не е точно дека со прогласот ќе се избришат сите одлуки на АСНОМ. Дополнително реплицираше и министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој што беше, односно се уште е присутен на оваа дебата и истакна дека токму за овој нацрт амандман во таа следна фаза, третата фаза, кога ќе има јавна дебата, можно е да претрпи најмногу измени, односно ќе сакаат да ги слушнат и мислењата на експертите и историчарите. Во продолжение ги слушаме изјавите на Никола Мицевски, координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН и секако репликата на пратеникот од СДСМ Томислав Тунтев. Ги закопуваат длабоко и за навек сите државотворни одлуки на АСНО. Одлуките на АСНО повеќе не се спомнуваат во преамбулата на Уставот на Република Македонија. Денес вистината ги разобличува лагите, ги открива неисполнетите ветувања, ја разоткрива чистата совест. Државата со ново име не е нова држава, ништо не губиме, ама апсолутно ништо не се губи од основните поњатија на државата и вие викате бришење на одлуките на АСНОМ. Како можат да бидат избришани одлуките на АСНОМ кога сите се наведени во прогласот? Дали денеска во нашава држава може да важи закон ако не е објавен во службен весник? Дали Крушевскиот манифест беше проглас до македонскиот народ и сите етнички заедници кои тогаш живееле на територијата на Крушево, за да им се обрати народната власт до сите?
Ја наслушнавме дел од расправата, дел од репликите на пратениците во собранието, но паралелно пред законодавниот дом се одвива и протест токму против овие нацрт амандмани. Каква е ситуацијата надвор од собрание? Да, Александар, од она што еве може да се забележи токму тука пред законодавниот дом, нема многу приврзаници моментално на Македонија блокира. Едната страна од улицата е отворена за сообраќај, другата сепак е затворена. Се уште стојат оние поставени шатори кои што беа уште во текот на вчерашниот ден и како што најавија граѓаните, односно поддржувачите на Македонија блокира дека ќе стојат, односно ќе бидат поставени тука се до Нова година. Поентата и денеска ја повторија, односно сите оние барања кои што ги имаат до пратениците од владеачкото мнозинство, секако и до власта, па и до опозицијските пратеници. Едногласни се дека на ваков начин сакаат да го спречат целиот тој процес со носењето на уставните измени и децидни се дека со блокирање ќе го бранеле македонскиот идентитет и секако бараат оставка од целиот владин ешалон, вклучително и премиерот Зоран Заев. Меѓутоа, она што можеше да се слушна, а беше интересно дека упатија низа критики до председателот Ѓорѓе Иванов, разочарани се дека не застанал како што велат во поддршка, односно одбрана на ваквите нивни барања и процесот на, како што тврдат, руинирање на македонската држава и идентитет. Така што тоа е сликата моментално пред законодавниот дом. Мирно е, нема многу граѓани, а внатре, како што напоменавме, во моментов пратениците дебатираат за вториот нацрт амандман. Има се уште пријавено голем број на говорници, така што најверојатно и ова ќе биде, Александар, една долга вечер, ако се земе во обзир дека по 3 дена, согласно деловникот за работа во собранието, пратениците имаат можност да расправаат за овој нацрт амандман. Студија. Јана, ти остануваш и понатаму да следиш денешната расправа. Ти благодарам за извештајот во ова вклучување во вестите.